Добар ден и од мене. Сакам да се заблагодарам на Сдруженијето за мултипла склероза МС Македонија што ме поканија да учествувам на оваа работилница. Јас ќе зборувам за психијатриските симптоми кај мултипла склероза. Мислам дека оваа тема ретко е застапена на нашите работилници, особено кога станува збор за пациентите со мултипла склероза и сакам да на крај, ако може, ако имате прашања, да продискутираме за овие симптоми. Мултипла склероза знаеме дека е хронична воспалителна болест на централниот нервен систем и тоа е имунопосредувана болест. Знаеме дека станува збор за оштетување на миелинската обвивка заради имун процес кој се случува во организмот, а со тоа се губи и функцијата на невроните. Симптомите кај оваа болест може да поттекнуваат од различни места на централниот нервен систем и тоа е болест на централниот нервен систем. Значи може да биде слабост на екстремитетите, може да има потешкоти со видот, може да имаме симптоми од ребетниот столб, од ребетниот мозок, може да имаме проблеми со чести уринарни инконтиненција или чести нагони за мокрење, исто така и проблеми со болки во мускулите, намален осет, така да во зависност каде настанува оштетувањето на централниот нервен систем, така се и реперкуираат и симптомите. Кога ние зборуваме за мултипла склероза, односно кога ние разговараме со пациентите, ние само гледаме еден многу мал дел или врвот на сантата. Сантата мраз. Меѓутоа, во основа болеста покрај клинички има и многу други работи што ние често не успеваме да ги видиме. И затоа ние зборуваме само за врвот на сантата или tip of the iceberg. Најчесто тоа што го гледаме и тоа што го дискутираме со нашите пациенти, тоа се моторната слабост, дали има дупли слики, осетот е намален, има релапси, уринарна инконтиненција, некогаш имаме инконтиненција и на најчесто е уринарната инконтиненција, меѓутоа нешто што поретко го зборуваме, тоа е заморот, тоа е расположението, тоа е интелектуалните функции, односно когницијата, меморијата, справувањето со некои проблеми за време на работата, физичка и емотивна болка. Таа многу малку ја разговараме, односно пациентите често и не ја спомнуваат, а и ние како лекари ретко прашуваме. Па да не зборам и за сексуалната дисфункција, односно сексуалните проблеми. Тоа се некои симптоми кои што можеби се табу тема и ние тешко разговараме за нив, односно пациентите можеби не се отвараат доволно, а ние можеби и не прашуваме. И овие симптоми можеме да ги наречеме или уште се нарекуваат и невидливи симптоми. Невидливи симптоми заради тоа што ние не прашуваме за нив, а пациентот можеби понекогаш има потешкоти или не се чувствува доволно слободен нас да ни каже. Затоа, кои се најчестите психијатриски симптоми кај пациентите со МС? Најчести симптоми, односно најчеста состојба, тоа е депресијата или тоа представува иритабилност, обесхрабреност, намалена меморија, концентрација, замор, несоница, намален апетит, изгубена волја за секојдневните активности, особено оние кои што претходниот период пред дијагностицирањето или во еден одреден временски период представувале задоволство. Така да тие активности се намалени, пациентите најчесто се повлекуваат, губат желба за комуникација. Анксиозноста е втор по честота состојба која се јавува кај пациентите со мултипла склероза и најчесто се карактеризира со страф или намалена социјализација. Некогаш анксиозноста е поврзана со лекови, односно најчесто со лековите кои што се со инјектирање и кои што се земаат често, понекогаш предизвикува и прекумерна конзумација на алкохол. И сето тоа може да биде причина самата дијагноза, меѓутоа некогаш и анксиозноста е во моментот кога се јавува, не може да се поврзе со дијагнозата, така да викаме дека таа анксиозност е зголемена кај пациентите со мултипла склероза. Помалку симптоми или состојби кои што се јавуваат, тоа е биполарното расстройство кое се карактеризира со периоди на еуфорија, манија и периоди на депресија, меѓутоа е поретко од другите состојби и најретко тоа што го гледаме тоа е психоза, односно халуцинации, вознемиреност, агитираност. Тоа поретко го гледаме кај пациентите со
МС. И сега, кои се тие чести или што пациентите најчесто чувствуваат? Тоа е губење на желба за функционирање, за изведување на секојдневните активности, особено на оние што предизвикуваат задоволство. Или промени во расположението, особено кога ќе се разбере за дијагнозата или кога ќе се постави дијагноза на МС, пациентите знаат да бидат со намалено расположение и нормално да се предизвика анксиозност заради тоа што не се знае каква ќе биде прогресијата, има многу непознати во понатаму во текот на болеста, односно во како се развива болест. Периоди на необични, интензивни емоции може да се јават, да се изгуби самодовербата, што е многу важно, особено кога станува збор за оваа болест се јавува кај млади пациенти кои што имаат кои што се работоспособни и се во репродуктивниот период. Може да се јави долго периоди на тага, на чувство на нефер, чувство дека животот не е фер, понекогаш може да се јават и суицидални идеи, така да ова не треба да се занемари. Кај пациентите што имаат МС е многу веројатно дека ќе се јават некои од овие симптоми многу повеќе од пациентите кои не се дијагностицирани со МС. Сега, колку е тоа често? Ова е една студија која е правена во Соединетите Американски држави за коморбидните состојби, односно за други болести кои се дијагностицирани кај пациенти со МС. Ке видиме дека депресијата, особено кај женската популација со МС, била застапена дури со 17%, а кај мажите со 10%. Исто така и анксиозноста е високо на скалата, нешто повеќе кај женската популација, односно 12,3 и 8,1% кај машката популација со МС. Ќе се сложиме дека ова не е мал број на пациенти кои што ги имаат овие симптоми, а можеби ние и во нашата клиничка пракса и во секојдневната комуникација со пациентите и не сме свесни дека толку е честа овие и не прашуваме доволно дали пациентите ги имаат некои од овие симптоми. Многу интересна студија од регистарот на германската популација, која што е правен ретроспективно, односно следени се пациентите во регистар, ќе видиме дека во втората година од почетокот на болеста, дури 30 пациенти имаат депресија, замор и проблеми со когниција. Така да дури од самиот почеток на дијагнозата, односно од втората година на дијагнозата, голем број на пациенти имаат некои од невропсихолошките симптоми, како што се реков замор, депресија и проблеми со когницијата, односно помнењето и другите интелектуални функции. Значи, невропсихолошките симптоми биле едни од најчестите при почетокот на болеста, особено заморот. Така да, ние можеби на почетокот при дијагнозата се концентрираме повеќе на другите симптоми, слабоста на рацете, на нозете, видот, и некако подзабораваме на овие симптоми. А овие симптоми и како влијаат понатаму во развојот на болеста и ќе видиме како. Што е со анксиозноста? Ова е интересна студија која што е правена исто така на пациенти со МС и ќе видиме дека на ХАТ скалата за депресија и анксиозност ќе видиме дека кога станува збор за анксиозноста, дури 26% имаат некакви чувства, некакви мисли на загриженост, а дури 21% од пациентите имале некакво чувство на страв. Така да тоа не е мал процент на пациентите со МС кои што имаат анксиозност, односно страв од самата болест и понатаму и другите симптоми како чувство на паника, немир внатрешен немир, најчесто така го објаснуваат. И кога станува збор за односно за оценување на големината на анксиозноста, ќе видиме дека дури 25%, односно скоро 30% имаат некаков вид на анксиозност. Исто така тоа не е мал процент на пациенти со МС кои што имаат анксиозност. Сега, зошто е ова важно? Заради тоа што овие симптоми
влијаат на квалитетот на животот. Ако можеме квалитетот на животот кај пациентите со МС да го разграничиме на три работи, три основни работи, тоа можеме да кажеме дека една од најважните работи е физичкото здравје. Тоа би било мобилноста, тоа би било сексуалниот живот, тоа би бил заморот и тоа би била физичката болка. Знаеме дека често пациентите со МС може да чувствуваат болка која што не може да се објасни со друга состојба, туку произлегува од самата болест. Втор сегмент би бил менталното здравје, кој што исто така многу влијае во квалитетот на животот, односно тоа би било промените во расположението, како што рековме, депресија, анксиозноста и исто така тука би ја вместиле и когницијата, која што е многу важна во за секојдневното функционирање. И дополнително како трет сегмент што би влијае на квалитетот на животот, тоа е поддршката од институциите. Што значи тоа? Тоа значи колку институциите излегуваат во пресрет на оваа група на пациенти, не само здравствените институции, меѓутоа примерно здравствените институции, меѓутоа и другите институции каде што овие пациенти би можеле да се обрадат или да побараат било каква услуга. Така да овие три сегменти се многу важни за квалитетот на животот кај пациентите со МС. Зошто го зборувам ова, ќе видиме од другиот слайд. Ова е исто така една интересна студија која што е објавена неодамна и е правена на да се оцени квалитетот на животот во Велика Британија во преку нивниот МС регистар кој што е на територијата на Велика Британија, преку користен еден едноставен прашалник за квалитетот на животот. И вкупно се вклучени 4516 пациенти кои што дале одговори на овој прашалник и ќе видиме дека покрај мобилноста, состојбата за самосталноста, секојдневните активности и болката или нелагодното чувство, ќе видиме дека голем дел е вклучена и депресијата, на анксиозното и депресијата, односно дека голем дел, над 50% имаат некакви симптоми на депресија и анксиозност. Тоа што е изненадувачки од оваа студија е дека претпоставката дека мобилноста и намалените секојдневни активности, моторната слабост, односно подвижноста ќе биде еден од главните проблеми за или индикатори за намален квалитет на живот. Тоа што е неочекувано во оваа студија е дека една од најголемите скорови, односно причини за намален квалитет на живот кај овие пациенти ја оцениле депресијата, што не било за очекување при почетокот на студијата. Така да ќе видиме дека овие симптоми не се само за занемарување, односно дека значително ја намалуваат, кога намалуваат квалитетот на животот и не треба да се занемаруваат. И сега, што е причината на овие симптоми, односно зошто настануваат овие психијатриски симптоми? И сега можеби најлогичното објаснување е тоа во основа дека ќе кажеме дека е нормално да пациентите имаат потешкоти со расположението, да бидат анксиозни заради тоа што имаат мултипла склероза. Меѓутоа не е тоа правиот одговор. Точната причина не се знае зошто имаат намалено расположение, зошто ги имаат овие психијатриски симптоми. Има повеќе теории, меѓу некои од нив се овие набројани 4 теории кои што јас нема да навлезам во детали, меѓутоа ќе само сакам да потенцирам дека едната теорија е дека имаме намалување на невротрансмитерите во мозокот и со тоа имаме промена во расположението, односно настанува пореметување на врските помеѓу невроните заради намалувањето на невротрансмитерите и со тоа настанува промена во расположението. Дополнително имаме намалено, зголемено продукција на кортизол, исто така тоа влијае на расположението. Исто така невроинфламаторната теорија е многу важна и за мене можеби една од најважните како причина за овие симптоми е тоа дека имаме константно или зголемена инфламаторна активност заради лачење на различни субстанции како што се интерлеукин 1, интерлеукин 6, тумор некроза факторот алфа, кои што прават оштетување на мозокот, односно на невроните, а со тоа и се намалува нивната функција, а со тоа се намалува и нормална пренос на информации меѓу невроните и со тоа може да дојде до промена
на расположението, односно до појава на овие симптоми. И исто така, друга теорија, последна теорија која што исто така интересна, и тоа е со дополнително оштетување заради лачење на невротрансмитери кои што во преголема доза може да бидат само по себе токсични за невроните. Така да причината не е во основа само заради диагнозата и заради потешкотиите што ги имаат пациентите со МС, туку има и органска основа на овие симптоми. И сега, кога станува збор за овие како да се справиме, точно е дека постојат, видовме дека се во литературата ги има, меѓутоа како да се справиме. Многу е важно на почеток да кажам дека не треба овие симптоми пациентите да страдаат во тишина. Треба да се споделат овие симптоми. Најдобро е да се споделат со неврологот што ги лекува, да се разговара за нив и евентуално да се побара помош. Активно треба да се учествува во одлуките заедно со неврологот, кои се можните тераписки опции. Можеби треба да се побара друг специјалист, понекогаш можеби треба психолошка поддршка, меѓутоа треба да се разговара за ова и да се бара решение. Да не се остави само на тоа дека вие имате потешкоти и не треба да тоа да се разговара или не треба да се бара помош. Дополнително е многу важна поддршката од фамилијата и од пријателите и од најблиските. Добро е да се споделат овие симптоми со фамилијата и со пријателите. Можеби некогаш заеднички е полесно да се дојде до решение и поддршката понекогаш многу значи. И сега, што може пациентот што ги има овие симптоми да направи за своето ментално здравје? Покрај професионалната здравствена грижа, треба да се искористи и поддршка од невладиниот сектор, и тука морам да кажам дека МС Македонија прави огромен напор и јас стварно ги поздравувам овие активности што ги прави последниве години. Мислам дека ретко активна организација на пациенти која што прави различен тип на активности кои што помагаат на пациентите да се запознаат со болеста, да одговори на нивните потреби, па дури и овие едукации мислам дека се многу важни. И многу е важно пациентите да најдат активности кои што им одговараат. А ќе видиме зашто е тоа важно. Покрај здравствената грижа како основна, и тоа не може да се занемари, редовните посети на невролог, тоа е многу важно заради тоа што во континуитет следењето на пациентите може да се разговара, довербата помеѓу докторот и пациентот, да се разговара за различни проблеми и различни симптоми. Скринингот, кој што морам да речем дека ние не го правиме редовно, па макар и со еден краток разговор за менталното здравје, односно за тие потешкоти, дали пациентите чувствуваат некои нови симптоми, можеби треба редовно да се прави, или со некоја скрининг алатка, можеби треба ние да бидеме поактивни во тоа. Исто така, бихевиоралната терапија е можно да може да помогне кога станува збор од здравствената грижа, и фармакотерапијата секако на крај, доколку овие алатки, доколку бихевиоралната терапија не е доволна. Дополнително многу е важна поддршката од најблиските. Поддршката од фамилијата е многу важна. Разговорот со фамилијата е многу важен и мислам дека тука треба исто така пациентите да се отворат према своите блиски, особено према фамилијата, за овој тип на симптоми што ги имаат. И морам да напоменам еден многу важно што и го има и во литературата, тоа е работниот ангажман. Знаеме дека пациентите не секогаш можат да ги изведуваат претходните работни обврски, односно тоа што работеле претходно, меѓутоа многу е важно да се најде некаков работен ангажман или да се адаптира работното место за пациентите може да бидат професионално ангажирани. Тоа не само што пациентите им прави активност, односно пациентите учествуваат во некакви процеси, туку дополнително јакне самодовербата, што е многу важно за менталното здравје. Сега, кога збориме за активности, многу е важно да пациентите учествуваат во различни активности. Тука би ги набрал неколку кои што помагаат. Тоа се јога, аеробик или аеробни вежби, медитација и слушање музика. А ќе видиме покасно зошто. Овие активности се многу важни и знам дека не можат сите во различен интензитет или во истин интензитет да ги обавуваат, меѓутоа мислам дека голем дел од пациентите дел од овие вежби и од овие активности можат да направат некоја своја рутина која што може да ја обавуваат секој ден или секој втор ден, и тоа може да помогне. И што е исто така многу важно, и јас
морам да напоменам дека здружувањето во различен тип на невладини, социјални мрежи, здруженија, учество во изработка на веб страни, групи за поддршка, сето тоа заеднички помага на пациентите со МС да се чувствуваат како компактни дел од нешто и со тоа можат да ги споделат своите проблеми, да добијат совети и тоа е многу важно за справување на менталното здравје. И ќе видиме дека ова и не е така неважно, односно дека е така, покажува оваа студија која што е работена во Швајцарија, не е голема група на пациенти, од 50 на пациенти, каде што пациентите с кои што имале потешкоти со спиењето, намалено расположение или депресија, замор и чувство на трпки, после 3 недели редовни вежби секој дневно, со исклучок на недела, во недела, имале значително подобрување, односно статистички значајно подобрување на сите овие сегменти. Вежбите биле лесни, траеле половина час, некои биле возење статичен точак, некои биле пешачење на лента, во зависност од можностите нели на пациентите, и ќе видиме дека во сите домени, јас нема да одам во детали, меѓутоа сакам да кажам колку е тоа важно. Во сите испитувани подрачја, значи спиењето, депресијата, заморот и парестезите, сегде имало статистички значајно дека после само 3 недели пациентите субјективно се чувствуваат подобро и објективно на скалите. Дополнително, исто така, кога станува збор за физичката активност, односно за физичкото здравје, за когнитивните способности и за спретност, односно когнитивните распознавања на овие тестови, особено на МОКА и на SMDT, покажале значителна статистичка значајност. Тоа што да не занемаруваме дека овие активности се безазлени или дека не помагаат. Еве доказ дека овие помагаат и дека пациентите можеби треба да се охрабрат и ние да ги охрабриме како лекари да најдат некоја активност која што може дополнително да им помогне во текот на болест. И сега, уште еднаш ќе кажам како да се лекуваат овие симптоми. Многу е важен скринингот за психијатриски симптоми. Ние како специјалисти многу ретко знаеме да прашаме за овие симптоми, ние често сме во гужва, брзаме и така натаму, и пациентите можеби не секогаш добиваат доволно внимание. Меѓутоа, треба да се посвети внимание кај овие пациенти, да се разговара барем кратко во текот на посетата или прегледот за овие симптоми, поготово за депресија и за анксиозност. Може да се употребат скрининг алатки како што е различни тестови кои што не одземаат многу време и може да откријат или да упатат на некои симптоми или невидливи симптоми како што ги нарековме, и по потреба да се консултира специјалист, можеби психолог или понекогаш и психијатар. Нефармаколошкиот третман треба да се проба, односно когнитивно-бихевиоралната терапија и градење на стратегија за отпорност треба да се проба, односно пациентите кога ќе дојдат во допир или кога ќе почувствуваат овие симптоми, да имаат начин како да се изборат полесно со нив, односно како да ги надвладеат, да не бидат симптомите тие што владеат со пациентот, туку пациентот да владее со симптомите. Фармаколошкиот третман, нормално дека на крај би требало да се размислува доколку овие симптоми овие алатки и ова нефармаколошка терапија помогне да се употреби фармаколошки третман. Сепак мислам дека е многу важно на почетокот овие симптоми да се откријат и некако да се стави крај. И би кажал нешто на крај што можеби кај нас се уште фали, а тоа е најдобро според искуствата од поразвиените земји е интегриран модел каде што третманот на пациентот е во центарот на третманот, односно има тим кој што на специјалисти кои што се грижи од различни области како што е невролог, психијатар, психолог, физијатар, односно физикална терапија, па некогаш и за бихевиорална терапија или окупациона терапија кој што ги учи пациентите на различни активности или други, да речам, активности кои што може да помогнат особено околу спретноста на рацете. Меѓутоа ние тоа го немаме, како и да е, дел од овие активности можат кај нас да се спроведуваат и мислам дека треба многу повеќе да се користат од тоа што се денеска
искористени. И сега јас за на крај би кажал дека ние од март оваа година за прв пат направивме македонски регистар на пациенти со мултипла склероза и можам да речем дека полека почнува тој да се полни и кај нас е вклучен прашалник за квалитетот на животот, кој што би требало малку да не насочи околу состојбата на нашите пациенти групно, меѓутоа понекогаш и поединечно, и сите домени се опфатени во овој прашалник, како што се секојдневните активности, психолошката добросостојба, однос со пријатели, симптоми, однос со семејството, сексуалните проблеми, степен на справување, степен на одбивање, така да генерално добиваме еден податок за нашите пациенти за нивниот квалитет на живот и односно во случајов кога ни е битно да разговараме или да видиме дали станува збор за некои од психијатриски симптоми, се надевам дека ова во иднина ќе ни помогне како добра алатка и ние да можеме да предвидиме и по-елегантно да се справуваме со овие симптоми, особено кога станува збор за психијатриските симптоми. Дополнително, овде не опфативме когницијата на пациентите со ЕМС, меѓутоа тоа во некоја друга прилика, а мислам дека и тоа е доста важно кај овие пациенти. Кои би биле пораки за дома? Психијатриските симптоми се чести кај пациентите со ЕМС. Сериозно го нарешуваат квалитетот на животот и тоа видовме од 2 студии кои што се објавени неодамна. Треба да се споделат овие симптоми со неврологот и да се лекуваат. Разговарајте со својот невролог, отворете се, кажете ги овие симптоми, можеби ќе се најде начин како да се помогне и треба да се обидеме да ги лекуваме. Постојат два основни третмани, нефармаколошки и фармаколошки третман. Треба да се проба и со едниот и со другиот доколку има потреба, да не се остави состојбата да не биде лекуван. И многу е важно да се вклучат во секојдневниот живот или во справувањето со болеста и други активности, како што беа наброени физички активности, јога, понекогаш слушање музика, активирање во најразлични здруженија. Сето тоа не само што ќе ги подобри симптомите, односно ќе го подобри чувството, дополнително ќе ја заекне и самодовербата, што е многу важна за пациентите кои што се лекуваат со мултипла склероза. И сега ви благодарам за вниманието. Ние ќе разговараме повторно на овие теми. Неисцрпни теми имаме за разговор и мислам дека оваков тип на средби се многу важни за нас и за пациентите. Јас сум тука, повелете со прашања кога ќе имаме дискусија, доколку треба нешто да разјасниме или доколку нешто не покривме, а имате прашања, јас сум тука да одговарам. Ви благодарам на вниманието уште еднаш.